Ке никне ли нова мини населба во Тетово, на местото каде што беше стациониран поранешниот гигант Шик Јелак. Потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски обелоденува афера, која, како што вели тој, тежи над 200 милиони евра во корист на контраверзен бизнисмен. Николовски објавува информации дека на местото на фабриката, со амин од општината, која е дана само еден ден по формирањето на староновата влада, ќе има можност инвеститори на површина од 230.000 квадратни метри да изградат околу 2000 станови во кои би живееле околу 8.000 нови жители, но и изградба на деловни објекти. Потпредседателот на опозицијата вели дека овој детален урбанистички план смеет преку ноќ во себе носи криминал и корупција. Собственик на објектите на поранешен Шик Јелак, како и земјиштето на кое ќе се гради, е контраверзниот црногорски бизнисмен Миодраг Дака Давидовиќ. На македонската јавност познат од разговорите кои се објавија пред парламентарните избори, во кои јасно се слуша дека дал 300.000 евра со цел да му се завршат работите, а дополнително ветува 2000 метри квадратни земјиште и 2 милиони евра доколку се дозаврши работата поврзана со Шик Јелак Тетово. Николовски вели дека собственик на земјиштето е црногорскиот бизнисмен Миодраг Дака Давидовиќ, кој е познат во македонската јавност по бомбите кои беа објавени во изборниот период. Николовски вели дека поврзаноста на Дака со земјиштето во Тетово и не е така случајна. На македонската јавност и беше исто така презентирано дека владата предводена од СДСМ и ДУИ на најмалку 3 седници одржани на 25.12.2018, 15.1.2019 и на 7.2.2019 дала согласност да се понуди остатокот од Шик Јелак на Дака Давидовиќ, кој веќе поседувал дел од Шик Јелак искористувајќи празнини во законот. Со тоа контраверзниот Миодраг Дака Давидовиќ има право да го откупи по почетна ниска цена целокупното земјиште на Шик Јелак и на него со новиот дуб да изгради објекти од кои ќе заработи незамисливи 200 милиони евра. Дека ништо не е случајно се слушна и во разговорите од кои се дозна дека Давидовиќ е во постојана комуникација со Драги Рашковски, генералниот секретар на владата, а има средби и со Зоран Заев. Побаравме одговор од општината Тетово, врз база на што е променет урбанистичкиот план и дали имало јавна анкета за да се смени планот, но одговор за сега нема.